Пред 4 години ја превзедовме одговорноста дека ние ќе бидеме оние кои ќе направат промена во Тетово, бидејќи Тетово заслужува и се заслужувало секогаш поинаку. Дали го променивме Тетово како град? Да. Дали овие промени се доволни? Не. Бидејќи промената представува процес, енергија, време и постојано залагање, независно од факторите и околностите во кои се наоѓаме. Пред 4 години водата за пиење беше наше предизборно ветување. Исто тако, како што и беше предизборно ветување на сите претходни градоначалници на Тетово од 2000 година па наваму. Во 2016 година завршија работите во останатата траса на водоводот во должина од 8,5 километри. И во 2017 година со поставување на механизацијата на филтрирање на водата во објектот на филтерстаницата, која веќе е завршена годината која поминува, водата за пиење за Тетово веќе нема да недостасува. Аплициравме со проект за филтерстаница во ЕБРД, го добивме грантот и сега се наоѓаме во завршна фаза на проектот. Од оваа година јавното претпријатие Градски паркинзи, основано минатата година, во склоп на проектите за средување на сообраќајот, започна со зонско паркирање во зоната Б. ЈКП Тетово постави 150 нови контейнери на 11 градски локации, додека со исто темпо ќе продолжи наредната година. Во текот на оваа година, ова претпријатие ја промовираше можноста за плаќање на фактури преку системот PayPal и освен рутинските работи за одржување на хигиената на градот, засади 640 нови дрвја на јавните зелени површини. Оваа година, како што веќе знаете, започнавме и со средување на паркот наспроти автобуската станица со површина од 9000 метри квадратни. Проектот за реконструкција на патниот правец Тетово-Бањице-Бродец е на праг на завршување, како што и реконструкцијата на локалниот пат Шиповица-Бродец. Во 2016 година поставивме бекатони, ја асфалтиравме улицата 151 над градскиот стадион, улицата Благоја Тоска, Ѓорче Петров кај гимназијата, улицата Браќа Миладинови, 168, улицата 172, Љуботенска, како што и улицата Тетовчанка. Оваа година започнавме и со изградба на нов мост кај старото медицинско училиште, што сметаме дека ќе даде голем придонес на намалување на тегобите на сообраќајот во овој дел на градот. Исто така ги уредивме водоводите во селата Џепчиште и Вејце, изградивме фекална канализација на улицата Љуботенска и 167, исто така нова канализацијска мрежа на улицата Иволола Рибар. Во врска со училишната инфраструктура, оваа година беше реконструирано основното училиште Братство Миѓени, средното економско училиште, основното училиште во село Гајре, изградба и снабдување со потребна опрема за дизајн на средното текстилно училиште и градење на спортски терени во основното училиште Кирил и Методи и гимназијата 7 март. Внатрешна реконструкција во основното училиште во село Порој и исто така, тоа што сакам да особено подвлечам, е дека оваа година Општина Тетово доби грант за проект за изградба на канализацијска мрежа и филтер станица за отпадни води во вредност од 33 милиони евра финансирани од Европската заедница.